Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Приклонете го увото и дојдете при мене. Послушајте, и душата ваша ќе биде жива. Ќе ви дадам вечен завет, неизменливи милости, ветени на Давид. Ете, него го дадов светок за народите, водач и заповедник на народите. Ете ти ќе повикаш народ, што не си го познавал, и народите, кои не те познавале, ќе побрзаат кон тебе. Заради Господа, твојот Бог, заради светецот Израилев, зашто Он те прослави. Барајте го Господа, кога можете да го најдете, викајте го додека е близу. Нечесниот нека го остави патот свој, и беззаконникот помислите своји и нека се обрне кон Господа, нашиот Бог. И Он ќе го помилува, зашто е многу милостив. Моите мисли не се ваши мисли, ниту вашите патишта се мои патишта, вели Господ. Но како што е небото повисоко од земјата, така се и моите патишта повисоки од вашите патишта, и мислите мои повисоки од вашите мисли. Како што дождот и снегот паѓаат од небото и таму не се враќаат, туку ја напојуваат земјата и ја прават способна да раѓа и да зеленее, за да му дава семе на оној што сее и леп на оној кој јаде. Така и моето слово, што излегува од устата моја, не се враќа кон мене празно, туку го исполнува она што му е угодно и го прави она за што сум го испратил јас. Почитувани, какви се нашите мисли? Какви се нашите патишта? Дали нашиот ум е продуктивен? Започнува Елиезер, со мене Елена. Кога станува збор за продуктивноста на нашиот ум, првата активност што ја правиме е слушањето. Како што пишува, верата доаѓа од слушањето, а слушањето од Божиот збор. Зборот, што излегува од устата на небесниот татко, не се враќа кон нас празно, туку го исполнува она што му е угодно и го прави она за што е пратен. Како што ни кажува Исус дека човекот нема да живее само од храна, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Какви зборови произведуваат нашите мисли? Треба да го слушнеме Божиот збор, да го примиме и да го вселиме во нашето срце, за да произведе добри плодови. Колку Божји ветувања за просперитет што се напишани во Божиот збор се дел од нашиот живот. Го гледаме ли Божиот збор реализиран?
Во која област гледаме просперитет, а во која не гледаме или пак помалку? Дали во областа финансии, дали во областа здравје, дали во областа семејство, дали во кариерата? Ако во некоја област има пропуст, во што е проблемот? Во Господ Бог или во нас? Веќе знаеме дека Бог е совршен, вседржител, семоќен. А ние, ги имаме ли неговите мисли? Како што ни вели Исус, бидете свети како што е мојот татко свет. Дали сме свети? Некои повеќе, некои помалку. Затоа, нам постојано ни е потребно усовршување, промена, обнова и затоа Бог ни вели: нечестниот нека го остави патот свој и беззаконикот помислите свој и нека се обрне кон Господа, нашиот Бог, и Он ќе го помилува, зашто е многу милостив. Моите мисли не се ваши мисли, ниту вашите патишта се мои патишта, вели Господ. Но како што е небото повисоко од земјата, така се и моите патишта повисоки од вашите патишта, а мислите мои повисоки од вашите мисли. Да се оттргнеме од погрешните патишта, значи да се покаеме. А значењето на зборот покаяние е промена на умот. А што е нашиот ум? Нашиот ум е линија, низа од мисли. Значи ние треба да го промениме нашиот ум. Нашите мисли да ги замениме со Божите мисли. Да направиме размена. Ако ги промениме нашите мисли, тогаш ќе добиеме исполнување на Божиот збор во нашиот живот. Во прво послание на Јован Богослов, 3 глава, пишува: бидејќи, ако срцето наше не осуди, а колку повеќе Бог, зашто Он е поголем од нашето срце и знае се. Возлюбени, кога нашето срце не осудува, тогаш ние имаме слобода пред Бога. И што и да побараме, добиваме од Него, бидејќи ги пазиме Неговите заповеди и правиме што е благогодно пред Него. Веруваме ли дека се можеме да добиеме од нашиот небесен татко? Ќе ни даде ли се што ќе побараме? Секако дека ќе ни даде. Штом тој го даде својот единороден син за да не спаси, се останато е ситница. Што правиме кога се молиме? Бараме. Бараме да го положиме испитот, бараме да запознаеме добри луѓе, бараме да имаме слога во бракот, бараме да имаме финанси да купиме куќа, да бидеме здрави и што уште не. Бог не прашува. И така, ако вие, кои сте зли, знаете да им давате добри дарови на своите чеда, колку повеќе вашиот татко кој е во небесата ќе им даде добра на оние кои го молат. Барај и ќе ти се даде, чукај и ќе ти се отвори. Господ Бог сака да не благослови. Ќе запрашате: а со што да не благослови? Со што и да побараме? А кој е условот за тоа? Кога? Како што гласи стихот, кога нашето срце не осудува, тогаш ние имаме слобода пред Бога. А кога не осудува нашето срце? Тогаш кога сме погрешиле, а потоа не сме се покајале за тоа. Бидејќи во послание до римјаните пишува: и сега нема осудување за оние кои се во Исус Христос и живеат не по телото, а по духот, затоа што законот на духот не ослободи од законот на гревот и на смртта. Затоа, покајанието е клучот за продуктивен ум. Бидејќи со покаяние ние го менуваме умот, го менуваме нашето размислување, нашето однесување, се оттргнуваме од погрешните патишта и ги прифаќаме Божите патишта и мисли. Оние, чиј ум е насочен на нештата на телото, на телесните страсти, не живеат според духот, бидејќи духот мисли за Божите работи, а телото за телесните, како што пишува:
Оти оние кои живеат по тело мислат за телесното, а кои живеат по дух за духовното. Телесното мудрување е смрт, а духовното мудрување е живот и мир. Бидејќи телесното мудрување е непријателство против Бога, на законот Божи тоа не му се покорува, ниту пак може, а оние кои живеат по телото не можат да му угодат на Бога. Милост е вистината дојдоа преку Исус Христос, што значи спасени сме по милост, а милоста е дар од Бога, што значи не е од нас. Во послание до Римјаните 12:2 пишува: и не управувајте се според овој век, туку преобразете се преку вашиот обновен ум, за да можете да познавате која е добрата, угодна и совршена волја Божја. Што значи потребно да го промениме умот, нашите мисли? А како ќе го направиме тоа? Преку верата. Верата е таа која ќе ни помогне да го обновиме умот. Веруваме дека преку нашето покаяние ги менуваме нашите мисли. Старите мисли ги отфрламе и ги земаме Божите, а Бог секогаш е тука да ни помогне да ги прифатиме неговите мисли. Тој не осудува, туку на секој можен начин ни помага да ги прифатиме неговите мисли и со тоа да бидеме благословени. Како можеме да живееме според Духот? Преку мислите. Не преку почитување на многу правила, не преку придржување до одредени ритуали, туку преку правилното мислење. Изгледа лесно, нели? Токму заради тоа можеме и да успееме. Светото писмо вели дека Божиот збор е како дожд што паѓа од небесата. Тој не се враќа до Бог напразно, туку ќе просперира се што изговорил. Ветувањата Божи се само да и амин. Господ Бог не ни го дал неговиот збор напразно, без функција и цел. Ние мораме да мислиме правично. А што е тоа? Тоа се мисли на милост, мисли на вера, мисли за тоа како Бог сака да не благослови, да ни помогне да ги примиме сите благослови. Исус во Евангелие според Марко ни вели: имајте вера во Бога. Оти вистина ви велам, ако некој рече на оваа планина, дигни се, фрли се в море и не се посомнева во срцето свое, а поверува дека ќе биде како што рекол, ќе му се исполни што и да каже. Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете и ќе ви биде. Што е суштината на овој стих? Како прво, да веруваме, да имаме вера во Бога и како второ, да не се сомневаме дека ќе го добиеме нештото за што се молиме. Бидејќи ако веруваме без сомневање, значи дека ќе добиеме. А што ќе добиеме? Што било? Зборот сомнеш значи втора мисла, а неодлучниот човек наликува на човек кој има два умови. Тој човек е нестабилен на сите негови патишта. Како да не се сомневаме? Доколку веруваме? А во што да веруваме? Во Божиот збор. Да веруваме значи дека имаме доверба, а благодарение на верата ние веќе добивме. Например, верата ни вели: оди по водата, а верувањето ни вели: да, можеш да му веруваш на тој збор. Во послание до Евреите 11 глава пишува: верата е жива представа за она на кој се надеваме и докажување на она што не се гледа. Оние кои доаѓаат при Бога треба да веруваат оти Он постои и дека ги наградува оние што го бараат. Сите ние имаме некаква вера, но прашањето е дали веруваме. Верувањето е имање доверба во верата. Неодлучноста го зголемува сомнежот, а тоа придонесува да не веруваме, а тоа доведува до ситуација да не примиме. Верата е дар од Бога, а верувањето е нашиот дел што му го возвраќаме на Бога. Нашето верување му покажува нему дека веруваме во верата што ни ја ставил во срцето. Затоа и се молиме, бидејќи имаме вера.
Но дали веруваме дека нештото за што се молиме ќе го добиеме? Oh, glory to your name. Oh, glory, all honor, all power to your name. Oh, and this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine, let it shine. And this little light of mine, oh, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine, let it shine. Brighter and brighter and brighter and brighter. Oh, let my light so shine brightly, brighter and brighter, to the one who is and is to come. Oh, glory to your name. Oh, glory to your name. The one who is and is to come. Oh, glory to your name. You will never change. No, you will never change. You stay the same. You stay the same. And you will never change. Oh, let my life so shine for you. Oh, glory to your name. Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога. И Бог беше Словото. Словото дојде на земјата во физичка форма, тоест во Исус Христос. Но некои не го примија, а на оние што го примија и поверуваа им даде моќ да бидат и да се наречат Божји деца. Не можеме да примиме доколку не поверуваме. Исус ни вели: секој што ќе го повика името Господово ќе се спаси. Ако не ми верувате кога ви зборувам за земни работи, како ќе ми верувате ако ви зборувам за небесни работи? Не грижете се за душата своја, ниту за телото свое, што ќе облечете. Зашто душата е многу поскапа од храната и телото од облеклото. Па зато и вие не барајте што ќе јадете или што ќе пиете и не се загрижувајте. Сето тоа го бараат и незнабожците на овој свет, а вашиот Отец знае дека тоа ви е потребно. Но барајте го Царството Божјо и сето тоа ќе ви се придаде. Делот послание до Ефесијаните 3 глава гласи: И преку верата Христос да се всели во срцата ваши, да вкоренети и утврдени во љубовта, да можете да разбирате со своите свети што е ширина и должина, што е длабочина и височина, и да ја узнаете Христовата љубов, што го надминува секое знаење, за да се исполните со сета полнота Божја. А на оној кој според силата што е во нас действува, може да изврши изобилно се, што бараме или помислиме. А во првата глава пишува: Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение за да го познаете и да ги просвети очите на срцата ваши, за да увидите во што се состои надежта на повиканите од Него. Колкаво е богатството на славата од наследството Негово во светиите и колку е неизмерна величината на Неговата сила во нас,
кои веруваме преку дејството на неговата сила. Таа сила он ја покажа во Христа, кога го воскресна од мртвите и го постави од својата десна страна на небесата. Повисоко од секое началство, власт, сила и господство и од секој име, со кое се именуваат не само во овој свет, туку и во идниот. И се му покори под неговите нозе и го постави глава над сите во црквата, која е негово тело, полнота на оној кој исполнува се во се. Од сето ова, што можеме да заклучиме? Што треба да направиме? Да го обновиме умот за да имаме продуктивен ум, да ги имаме мислите на духот, а не мислите на телото, како што пишува во 4 глава. Да не постапувате веќе како што постапуваат и другите незнабожци, по суетата на својот ум. Помрачени во разумот, отстранети се од Божиот живот поради нивното незнаење и ожесточување на нивното срце. Дојдени до безчувство, тие се предадоа на бесрамност и ненаситно вршат секаква нечистота. Но вие не го познавате Христа така кога навистина сте чуле за Него и во Него сте се научиле. Дека вистината е во Исуса. Да го отфрлите од себе стариот човек според вашето поранешно живење, кој се распаѓа во измамливи желби. Да се обновите со духот на својот ум и да се облечете во новиот човек, создаден според Бога во правда и светост во вистината. Верата ни е во Бога. Нашето верување прави нашата вера во Бог да премине во доверба. Се е возможно за оној кој верува. А во што ќе веруваме? Во она што го мислиме. Какви се нашите мисли? Мисли од светот или Божји мисли? Го добиваме она што го мислиме. Мора да го согласиме она што нашата уста го зборува со она што нашиот ум го мисли. Борбата е во умот. Значи мора да веруваме во она што го изговараме. Каде ѓаволот најмногу напаѓа? Во умот, во мислите. Како што пишува во Изреки 23:7. Зашто какви му се мислите во душата негова, таков е и тој. Затоа, да го обновиме умот со Божји мисли и да веруваме во нивната вистинитост. Ве поздравувам до следното издание. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓорѓевска Костадиновиќ, во соработка со и под покровителство на Господ Исус Христос и Господ Свети Дух. Елиезер,